Моето прво прашање е во однос на барањето за оставка на министерот. Што ја прели чашата е прашањето? Така, значи, подолго време со министрот имаме некои недоразбирања, да не кажеме, меѓутоа за жал последник нашата трибина што се одржа во Битола, каде сите бевме сведоци на, да речеме, театар таму, каде на највулгарен начин се смева, така рече, присутните на маката на земјоделците, мислам тоа е веќе апсурд и ние не можеме да поминеме преку тоа. И заради тие сите причини што сега заречеме ситуација во земјоделието, дека сме ние веќе малте не у колапс, значи едноставно бараме да се даде оставка од морални причини, доколку не се даде оставка, еве и упатуваме јавен апел до премиерот да биде разрешен во текот на првата реконструкција на влада. Каде е најголемата мака? Во кој дел од земјоделието? Па секаде, значи во сите сектори имаме ние назадување. Ако каде да се завртеме, значи секаде имаме проблеми. Проблеми имаме од делот на откупот, со откупните цени. Проблеми имаме, значи, во скапи енергетски, скапи репроматеријали. Ние во овој момент, значи, тонеме, константно тонеме, значи, уназад. Едноставно сме доведени во ситуација да не можеме да оствариме ни простора продукција, не можеме да бидеме ни ликвидни, ни одржливи. Значи, мора да се бара решение. Решението го бараме и го гледаме во државата. Државата во овој момент, значи, треба да ни излезе максимално во пресред, да ни помогне во оваа тешка економска криза, криза за енергенси, криза за храна, затоа што причините, да, ги гледаме сега, меѓутоа последиците ќе ги трпиме сите заедно во некој близок период. Овие работи му ги имате спомнато на министерот и неговите советници? Апсолутно, значи ние сме секош транспарентни, секош ги кажуваме нашите ставови, тури и предлагаме решенија, меѓутоа до сега се нема слух за истите. Значи едноставно сме ставени на игнор. Добро, што се случува сега со новиот начин на делење на субвенциите? И тука имаше проблем. Некаков компромис се најде меѓу вас и државата? Значи, после објавувањето на новата програма за директни плаќања, значи ние искажавме став дека не се согласуваме од две причини. Првата причина беше за тоа што субвенциите веќе се подигат тие прагови, значи за аплицирање. Знаеме ние дека кај нас грото од земјоделците, барем според земјоделци, тие се грото, значи најголемиот процент се мали. Мали земјоделци. За жал сега во овој момент во вакви економска криза светска и за храна и за се, на нас не треба секој земјоделец и секој производство на храна е добродошло. Значи ние не смееме да се дозволиме луксус сега да ги анулираме ситните земјоделци. Значи треба максимална поддршка да се даде на земјоделците да може да се пребоди овој кризен период и да ги одржиме овие капацитети како се да можеме, значи, да се справуваме со вакви кризи. За наследбата во Битола им беше потенцирано ова на представниците на власта? Значи да, имаше таму некој мал број на земјоделци, за жал повеќето видовме дека се тоа административци, колку за декор таму и значи луѓето си ги посочија своите проблеми, искажаа, значи, свој став, меѓутоа не идува само на подсмев од страна на присутните, мислам тоа е еден начин недозволен, значи. Ставот на ресорното министерство е дека тоа било веќе подготвено сценарио да се напаѓа неосновано и без никакви аргументи, дека имало и политички позадини. Колку верувате вие во такво нешто? Колку се крие политика позади земјоделците? Апсолутно тоа не е точно, затоа што ако веќе имаше сценарио подготвено, да, имаше од страна на ресорното министерство. Значи, самиот настан беше, значи, однапред изрежиран, со точно дефинирани учесници, кои апсолутно нема допирни точки со земјоделие. Кажете ми во однос на проблемите што ги имаат сега производителите на храна, со освен скапи репроматеријали, со што друго се соочуваат бидејќи допрва ќе поскапува храната? Како да се врати земјоделецот онаму каде што е му местото и да произведува храна за да имаме поевтини цени во оваа пролет? Во овој момент имаме страшни, значи, покачувања на основните репроматеријали, тоа се енергенсите, тоа се, значи, ѓубривата, тоа се, значи, пестициди. Сите гледаме сведоци сме дека околните држави, значи, презимаат сеопфатни мерки како да се обезбеди континуитет, како да се обезбеди храна. Ние овој период сега е битен за тоа што ние сега ако посадеме, значи ќе береме, ќе шниеме. Ако не посадеме нема да имаме ни житва ни берба. Значи мора државата најсериозно да се свати улогата дека ние за Што конкретно ви треба? Каде помош?
Вака сега ни треба значи да имаме субвенцирана нафта, ни треба да имаме субвенцирани ѓубриви. Ние сме свесни дека тоа се како да ви кажам, материјали што зависат од некои странски значи цени, ние не можеме да ги дефинираме. Меѓутоа еве за споредба ќе кажеме соседна Србија значи укинува акцизата за нафта, за енергенси за земјоделците. Тоа е една добра мерка, добра помош, би била добродојдена. Значи тука спаѓат и ѓубривата, тука спаѓат и другите репроматеријали. Од друга страна сме оптоварени со многу ниски откупни цени, цени што ни се на нас да речеме под тие производни цени. Едноставно сме оставени на милост и немилост на трговците, кои за жал, еве и за ваша информација, си стават огромни маржи на сметка на нас како земјоделски производители, ама и на сметка на граѓаните како крајни потрошувачи. Тука мора државата значи да ги примене сите инструменти што стоат на располагање и дефинитивно се стави ред во тоа. Тај општ хаос. Што се случува на откупните центри? Па откупните центри еве на некој начин имат повластена позиција и си вршат, си одредуваат, значи цени што им одговарат на нив и се повикуваат наводно од договор за слободна трговија ЦЕФТА, каде ај сами сме сведоци, значи и сега се вршат значи откупи по многу ниски цени. Ајде чисто да посечеме за пример да не биде само неаргументирано. Значи еве у Кочани имаме производна цена дефинирана од страна ресорното министерство 25 денара на оризо арпа, а имаме откупни цени што со 18 до 20 денара. Самото тоа кажува значи у кој како сме ставени, колку непријатна ситуација сме ставени. Од друга страна знаеме дека оризо стратешка култура, заштитена со закон. И самиот закон е дефинира, значи не смее да се откупува, односно не смее да биде цената помала од 25% над производна цена. Па кој го дозволува тогаш тоа? Такви цени да имаат на откупните центри? Значи, надлежно е тука ресорното Министерство за земјоделие, надлежно е тука земјоделски инспекторат, колку си тие бркат работата и сами сте свесни кои се резултатите. Дали се задоволни земјоделците на терен, дали се незадоволни. Од ваквото однесување може и натаму да има пат на производството на храна? Дефинитивно, значи имаме два таквото. Значи немаме јасна стратегија, немаме поддршка од државата, реална поддршка. Да, имаме некој минимална, меѓутоа таа е многу минимална за да може да провоцира малку некој поголем обем на производство. И самото тоа на крај ќе се рефлектира значи со многу драстичен пат на производството и набавка на земјоделски производи, со снабдување на пазарите за земјоделски производи. Со случајството ме интересира што се случува сега време пред Великден, јагнињата пласман има ли за домашниот пазар, повеќе ли е за во странство? Какви се состојбите со јагнето? Значи, јагнешкото тргна со некоја цена, да речеме, од 4 евра, вака беше, мислам, да, 4 евра, 4 евра тргна, до некој 5 евра. Меѓутоа, еве, за споредба, знаете дека бугарското јагне, што не е нити по квалитет, да речеме, нити по друго подобро од македонското, се откупи по 6-7 евра. Само една паралелна споредба да кажеме. Колку сме ние, значи, подоле од тоа. Значи, меѓутоа, еве, да речеме 5 евра, на некој начин земјоделците, сточарите се пак до некаде задоволни, ако не се апсолутно задоволни, затоа што во секој случај, значи, таа цена е веќе, како да кажа, граница на рентабилност. Не е проблем само јагнето, тука се и другите видови на добиток. Кои се проблемите во сточарството? Сточарството, еве ќе земеме пример континуирано со млекото, значи млекопроизводството, за жал ние значи нон-стоп имаме пат на цените, на откупните цени кај млекото. Значи исто тоа тие големи компании го злоупотребуваат тај монополска позиција, и константно ги симнуваат цените долу. Затоа многу пати апелираат сточарите, апелираат млекопроизводителите да се спрече тај значи екзодус, да речеме, затоа што луѓето веќе се доведени во ситуација дали уопште да продолжат значи со таа стопанска гранка или да се откажат. Едноставно. Дополнително и новиот начин на субвенции, кој што малите сточари ги става во една неповолна ситуација, така? Имаме условено субвенционирање од причина што мораме да предадеме 30% на регистриран откупувач. Сега, Министерството го прикажува наводно како доказ дека ние остваруваме производство. Меѓутоа, за жал, позадината е многу посериозна и многу полоша. Зошто? Затоа што ние во услови кога имаме цени откупни што се далеку под производни цени, де факто ние мораме да предаваме значи производство што ќе биде далеку под производни цени. Едноставно сме принудени за да го исполниме тај минимален прак од 30% за да добиеме тие колку толку државни субвенции и државна поддршка. Што се случува со тутунарите?
Истотутно ситуацијата е поразителна. Ќе кажеме зошто поразителна. Поразителна е за тоа што да речеме кај тутунот субвенциите беа линеарно, значи предадено килограм по 100. Еве сега и таму се крате и таму се значи субвенцира прва 80, втора 70 и трета класа 60. Меѓутоа проблем таму ќе има и друг, значи еве од оваа година значи се применува, мора да бидат има и друг основ за субвенционирање таму по површина, тоа се некои субвенции за нафта и минимални и за површина. И таму ќе бидат задолжени да ги отцртат површините, значи у дигитална форма да бидат пријавени, доколку не, значи постои опасност да ги изгубат субвенциите по двата основа. Али тоа алармираме ние, значи дека треба сериозно да се пристапе од страна на тонарите таму, за да не се ги спуштат тие можности за субвенции. Добро, има ли дел од земјоделиево каде што е добро, каде што добро се заработува, каде што нема проблеми? Во овој момент можеме да кажеме скоро сите граѓани се засегнати и за тоа реагираме, значи и еве мислам дека 2 години како е веќе на власт ова влада, односно овој министер, за жал еве резултатите се поразителни. Само како потврд да кажеме дека според Државниот завод за статистика, значи извозот на земјоделски производи од Македонија споредбено од 2024-2025 е опаднат. Значи извозот е опаднат за 20%, што значи ние веќе сме далеку зголемува го увозот за сметка на извоз. Еве последната информација, да речеме јануар, февруар, значи според опаѓање од 4%. Само за еден месец имаме опаѓање, значи на извоз. Така да тонеме помирено, постепено, значи тонеме со земјоделското производство. Ако сега во моментов 250 денари или 230 денари еден кило домат, 215 денари е краставица, колку добива од тоа земјоделецот кој што го произведува и дали ова што е сега на пазариве е од наше домашно производство или е од увоз од странство? Кои се информациите? Овој момент, значи, околу зеленчико може да кажеме дека грото од робата што се продава на пазарите од увоз, пошто ние немаме домашно производство, многу минимални количини, така да сето од увоз. Сега каде се крие, значи, проблемот? Проблемот е во трговците. Трговците стават огромни маржи и крајната цена, значи, што ја плаќат ја потрошувачите. Исто како вие што пазарувате, ние пазаруваме и на нас не е скапо, значи и на сите ние скапо. Така да тука мора да се стави. Еве имаме еден добар закон за фер трговски практики. Треба да се стави во функција, значи. Тоа треба институциите максимално, државата си преземе мерки од тај дел. Зошто да речеме да се оде со некој маржи од 100%, 200%? Значи тука мора да се интервенира и тука државата мора да ги примени сите механизми што стоат на располагање. Да, затоа прашувам бидејќи доколку не ви се исплати вас, земате најмал дел, тогаш и натаму ќе има намалено производство, ќе има скап увоз и ова лето ќе купуваме по огромни цени. Како да се спречат тие маржи што ги ставаат трговците? Само, значи, преку контрола и примена на законските решенија. Ние имаме добри законски решенија, држава треба да се ги примене и да ги стави во функција сите, значи, инспекцијски служби. И мислам дека проблемот може лесно да се реши на тај дел. Само треба да се наклопа страна на државата. Кога да се очекува зголемено производство се или зголемен наплив на производи од домашно производство, од раноградинарските култури? Кога ќе имаме повеќе наплив? Друг сериозен проблем што ние немаме јасна стратегија што ќе произведуваме, како ќе произведуваме, значи немаме континуитет, имаме некои пикови кога имаме хиперпродукција, имаме пикови кога нема уопште производство на земјоделско. Тоа се благодарение на тоа отсуство на таа стратегија. Односно, тоа што бараме ние, значи имаме производство у заштитен простор, имаме производство на отвор. За жал, значи изложени сме на климатски промени, климатски влијани, еве и сега се најавуваат некои минусни температури, што ќе се многу негативно одразат, значи и на тие засадени или будат засадени култури и се е по знак прашање колку ние ќе произведеме и што ќе произведеме у наредната производна реколта. Кои се под опасност? Кои култури се, бидејќи сега се најавува некој нов бран, заладување, пола од овошките или зеленчуците се расцветани, кои може да настрадаат? Значи, апсолутно се е под ризик, затоа што ако се најавени температури, минусни температури, значи прашање уопште дали ние ќе можеме да ги спасеме тие овошки, односно да ги спасеме и тие веќе расадени култури што ни се раноградинарски. Имаме расадено веќе површини под домат, под краставица нешто.
За така, значи, зелката, бербата на селката имаме масовено таму на зелка, и така да, тоа се е по знак прашалник доколку се оваа ниски температури, значи, и како ќе се одржат и како ќе обстанат. Во секој случај ќе има негативни ефекти врз производството. Како може да се смири топката со актуелното ресорно министерство? Како да дојде до да си подадете рака? Што треба Значи, да стори тој, што треба да сторите вие? Треба, значи, едноставно министерството и сите институции во рамките на министерството да излезат на терен, да ги согледат реалните состојби и да почнат да ги слушат земјоделците. И треба решенијата, значи, да доаѓаат оздоле према горе, не одгоре према доле, односно не треба да се кројат политики и стратегии од кабинети, треба да се кројат по стратегиите заедно со земјоделците. Доколку, значи, не се соработува со нас како примерни земјоделски производители, ние понатаму ќе тонеме и понатаму ќе имаме, значи, затегнени односи со министерството. И не е добро, значи, нити за нас како земјоделски производители, не е добро ни за државата, а на крај крајшта и за народот како крајни потрошувачи на нашите земјоделски производи.